Нашите барања се да има од државата субвенции кои ќе ни помогнат нас земјоделците да доиме до некој профит, до некој придонес, бидејќи јас еве лично имам 35 декара лозје и сум од Неготино и сум незадоволен како млад земјоделец што сакам да градам кариера и да останам во нашата држава. Мислам дека не е регуларно ова што ни го прави нас владата. Јас сум од Неготино. Протестираме затоа што не се исплатени субвенциите и затоа што вчера тоа што го исплатија е чисто понижување за земјоделците, затоа што 3,5 милиони е исто како 36 денари на пензиите. Тоа е многу срамно и треба да се засрамат. Лично јас не, моите од дома да, јас излегов како поддршка затоа што сум од Неготино, ние сме земјоделски крај и тоа. Извинете, едно кратко прашање ако може. Зашто протестирате само да Молам? Па вие знаете. Добро, кои се вашите Вие сте информирани и немам коментар. Добро, кои се конкретно вашите барања? Абе вие ги знаете, еве. Изјавуваат. Добро, вие сте на протеста. Толку. Ние ги поддржуваме земјоделците. ВМРО ДПМН е застана со поддршка за земјоделскиот протест и дојдени сме да ги слушнеме нивните барања кон владата и да испратиме порака дека и ние ги поддржуваме земјоделците. Земјоделската мака е голема, оваа влада ги измами, ги изложа пред изборите, за потоа да не реализира ништо. Земјоделската мака треба да се слушне, треба да се помогне на земјоделците и државата мора да им помогне. Заев треба да се освести. Меѓутоа добро е што има набрзо избори, па земјоделците се веќе свесни кој ги манипулира, а кој им дава права и се она што им следува како помош од државата. Слични проблеми има и за време на владењето на ВМРО ДПМН, се чини како да се константни проблеми. Нормално, затоа одиме на подобро. Следува обнова на Македонија, ќе биде подобро, ќе имаме реформи, мерки со кои ќе ги подобриме земјоделците. Меѓутоа, разликата од претходното владење на ВМРО ДПМН и сега е многу поголема. Се дава субвенции, гледаме се фрла јаболката по улица, праските се фрлаат по улица, грозјето не се бере, значи тоа е катастрофа. Од оваа влада е виновна. Учествувавте некако во организација на овој протест? Не. На Facebook имаше споделено, видов дека партијата поддржува. Како граѓанин, како човек, дојдов да дадам поддршка на земјоделците, никаква организација.